Па ние пораснавме со Леби Сол. Да кажам, ајде, по старата генерација од овој оркестар, ние како деца почнавме да свириме прво музика на Леби Сол и дефинитивно дека е огромна инспирација да се прави музика, да се преаранжира музиката на Леби Сол, бидејќи прво опусот е огромен, има најразлични периоди каде што им се менувал и начинот на компонирање, начинот на звук, продукцијата, изборот на пристапот, концептите, темите, така да е многу широко и многу шарено. И беше комплицирано да се избере во кој правец ќе го тераме целиот концерт. И ете, се направи некаков формат на композиции. Мислам дека, и сметам дека ние луѓето кои што се занимаваме со музичко-сценска дејност, на некој начин, не на некој начин, него конкретно влијаеме врз создавањето на македонската музичка сцена. И денес има огромна промена во однос на она што се случува на музичката сцена во Македонија. И добро е новите генерации, тие што не знаат, да речеме, можеби вака ќе имаат прилика, еве, чекај, можеби некого ќе го заинтересира да слушнат како звучеле Леби Сол во 70-ти, во 80-ти, па во 90-ти години. Како бил тој процес на растење на еден бенд, бидејќи кај нас сепак е Леби Сол еден од најсериозните бендови, па може да се каже и во бивша Југославија. Така да мислам дека овој концерт е многу битен и од едукативен карактер за некои нови генерации кои што можеби во нивната младост немале прилика да слушнат нешто вакво, да ги слушнат оригиналните ствари, па да ги слушнат аранжманите и нашата изведба како ќе звучи. Фантастичен предизвик. Имавме една, да речам, мини проба како тоа ќе звучи и свативме дека треба да направиме цел концерт посветен на творештвото на Леби Сол. Нормално имаат нивното творештво е обемно, меѓутоа ние сакавме, пошто сме пораснати со таа музика, да речеме, има аранжерите, има избор да се одлучат како се вика тоа за нивните омилени песни.